Почитувани, државата има обврска да го организира процесот на згрижување на најмладите, односно на децата од предучилишна возраст. Граѓаните се соочуваат со огромен проблем, кој го споделуваат и со нас како пратеници, а кој се однесува токму на оваа проблематика во услови на пандемија со коронавирус. Од тука, ние, како пратенички од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, бараме да интервенира наитно ресорната министерка Шахпаска за надминување на проблемите на оваа група на граѓани. Имено, голем број родители се соочени со состојба во која не се во можност да отсуствуваат од работа, а истовремено имаат деца од предшколска возраст кои мора да бидат згрижени. Ние како пратенички од ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-ДПМНЕ како партија бараме власта и ресорната министерка да излезат со јасни, прецизни и издржани одлуки за работење на детските градинки во услови на COVID-19 и во истите да бидат вметнати препораките на УНИЦЕФ и на другите релевантни фактори. Жалиме што овој период од 6 месеци наназад владата на СДСМ и ДУИ не го искористи за подобрување на условите и капацитетите на детските градинки за згрижување на најмладите и истите не ги приспособи за работење во услови на пандемија ниту просторно, ниту со човечки ресурси. Во таа насока излегуваме со неколку предлог мерки како детските градинки да отпочнат со работа, а при тоа да биде заштитено здравјето на децата и персоналот кој работи со нив и да им се олесне секако и на родителите. Прво, просториите за згрижување на деца да бидат дезинфицирани, а на вработените да им се направи нов скрининг. Додека не се заврши со постапката, сметаме дека постои сериозен ризик по здравјето на децата, вработените, а и родителите. Дополнително, потребно е на одреден период, согласно препораките на експертите, ваквите постапки да се повторуваат. При тоа детските градинки да бидат почесто посетувани од педиатри, со што би се следеле состојбите со коронавирусот. Свесни сме дека, поради препораките на експертите, се бара присуство на помал број лица во затворена просторија, па затоа бараме да се искористат и прилагодат соодветно на возраста и потребите на децата неискористените капацитети на основните и средните училишта за згрижување на деца од предучилишна возраст. Согласно вчерашните заклучоци од владата, само 1/3 од децата на предшколска возраст можат да бидат згрижени во градинките. Врз кои критериуми ќе се врши селекција на деца кои ќе бидат згрижени? Централната власт, наместо да ја префарла одговорноста на локалната власт, во услови на пандемија, потребно е да превземе наитни мерки за обезбедување на просторни капацитети со соодветни услови за постоечката ситуација. Дополнително, владата да одвои средства за субвенционирање на негување на деца од предшколска возраст во домашни услови од страна на лица кои што поседуваат соодветно обука, соодветно образование и секако лиценци, се со цел поголем број на семејства да можат да ангажираат негователки во сопствените домови, при што предност ќе имаат самохраните родители и хронично болните деца. Со ова ќе се постигне двоен ефект, односно вработените родители нема да отсуствуваат од својата работа и на тој начин нема да трпи економијата, но од друга страна ќе се ангажираат, односно вработуваат лица за чување во домашни услови. Зошто се молчи и во врска со отварањето на приватните градинки? Се работи за 30 на субјекти кои се на работна екзистенцијата, а кои со новите заклучоци на владата не се опфатени. Сметаме дека доколку постои волја од страна на ресорното министерство и владата, ваквите мерки да бидат врвен приоритет. Доколку старо-новата влада работеше и имаше конкретен план како државата да се справи со пандемијата,
немаше да дојдеме во ситуација да се решава во рок од неколку дена за вака сериозни прашања кои го загрозуваат здравјето на најмладите и нивните семејства. Не играјте си со здравјето на нашите деца. Ви благодарам. Дали имате решение и за оние родители, например, од прво до трето, дали нешто ќе одат по училиштата, родителите сепак ќе бидат ослободени од работа и во приватниот и во државниот сектор? Видете, предлозите кои што владата ги предлага во однос на школските ученици се малку конфузни. До вчера беше дека од прво до трето ќе одат на училиште со физичко присуство. Од вчера слушаме дека сите ученици ќе одат на училиште, така да време е, односно доцна 6 месеци владата да кажат и да се изјаснат како учениците ќе посетуваат настава онлайн, физичко присуство. Тоа требаше да го направат последните 6 месеца. Зошто чека старо-новата влада, зошто чекаше, и нам не е јасно, но ќе прашуваме се додека постои ваква конфузна ситуација во државата. Тука се опатени огромен број на граѓани, и родители, и ученици, и наставници, и персонал во училиштето. Благодарам.